Ваше Високопреосвещенство, честни отци, преподобно монаштво, браќа и сестри во Христа. Во овој за мене неизбришлив миг, со свештен трепет сакам да ја споделам со вас мојата безмерна радост, бидејќи Господ денес ме удостојува да бидам ракоположен во ѓаконски чин за верно и со предаденост да изслужам на нашата света црква. Со воскит го прегрнувам благиот јарем Христов и од денес, бивајќи свесен дека ќе служам во олтарот, уште поусредно ќе се трудам да живеам крстоносен и христоподобен живот. За мене, денешново ракополагање во ѓаконски чин представува штедър, благослов и најскапоцен, чудесен дар на љубовта Божја, дар кој за миг ме го задржува здивот и ме остава без зборови. Сепак, гласно исповедам. Денес кристално јасно согледувам дека моите патишта, колку и понекогаш да ми изгледале како безцелни талкања, сушност секогаш биле патот кон Емаус и ме носеле во предградката на мојот постојан таинствен сопатник Христос Господ. И од денешна гледна точка, без никому да правам лице, можам да кажем дека тоа е најдобрата одлука која што некогаш сум ја донел во животот, бидејќи покрај во семејството, тука, во Светата православна црква, се почувствував како свој меѓу своите. Тука ги запознав на најдостојните луѓе, украсени со секакви добродетели, луѓе на преумувањето, на радост и на благодатта Божја, такви какви што не можев да предпоставувам дека постојат во нашево време. Затоа, гледајќи во вашите лица, денес, без никаков сомнеш и со детска простосрдечност, можам гласно да изговорам дека ја примам ѓаконската служба како одзив на евангелскиот призив "Врви по мене". Призив упатен од страна на вистината, која не е некаква пилатовска недоумица што ја парализира волјата, туку е самиот Христос, нашиот Господ и Спасител. Смирено ги просам вашите молитви за мене слабиот, бидејќи денес ја приклонувам својата глава пред Господа, да ми даде сила и да ме удостои доверената ѓаконска служба, да не ми биде за суд и осуда, туку да ја извршувам смерно, придонесувајќи на нашето соборно постоење, на нашето најскапоцено и од суштинско значење евхаристиско заедничарење. Од срце се заблагодарувам на неговото високо преосвещенство, митрополитот Крушевски и Демирхисарски господин Јован, за тоа што со својата татковска и саможртвена љубов ме удостојува преку благодатта на Пресветиот Дух да го примам ѓаконскиот чин во слава на Светата Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух. Имајќи ја вкоренето љубовта кон Бога и следејќи го примерот на послушност на апостолите кон Христа Бога, денес се заветувам на верност и послушност кон вас како кон Христос Господ. Ви посакувам долгоденствие и ви благодарам ваше високопреосвещенство што денес ме ракоположувате во ѓаконски чин и ги просам вашите свети молитви за достојно да му служам на Христа Господа. Му благодарам на мојот духовен Отец што со татковска грижа и љубов, трпеливо и мудро ме раководи во православната вера. За секој човек денес е убаво и неопходно да има свој човек, духовник, со кој што ќе отвара разнолични теми и задлабочувајќи се во меѓусебните разговори, богато да го храни духот и исповедајќи ги своите гревови, правилно упатуван од духовникот да го следи Христа преку целиот живот. Им благодарам на мојата сопруга и децата, со кои заедно се причестуваме со телото и крвта Христови и секогаш заедно, како семејство, растеме и напредуваме во љубовта Божја. И заради нивната безценета и саможртвена љубов, во која секојдневно ја предвкусувам вечноста,
Денес стоям на ова место и ја имам можноста да ви се обратам. Господ нека им даде неминливи добра. Им благодарам на моите родители, кои му содействувале на Бога, ме родиле во Христа и несебично ме подигнале и воспитале. Со мојот начин на постоење ќе продолжам да им благодарам за се што направиле за мене. Ви благодарам и на сите вас, народе Божи, чишто плод се сметам, плод на црквата наша. На сите ви посакувам крепко здравје и боговдахновен живот. Ги просам вашите молитви за достојно да извршувам дјаконската служба и со своето постоење да му воздадам слава на нашиот Бог, пресветата, неразделна и едносушна Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вековите на вековите.